Директорот на службата за општи и заеднички работи Ивица Томовски ја посети општина Газибаба како една од првите општини кои пристапиле кон промена на нови специјални таблици за службените возила. Томовски посочи дека покрај останатите државни институции кои ја прават промената во процедура за нови специјални таблици се уште неколку скопски општини, како и општините Штип, Велес и Кавадарци. Истакна дека специјални таблици досега добиле околу 500 возила, додека голем број на возила веќе се во фаза на промена. До завршување на целата постапка, Томовски рече остануваат уште 2 недели, пошто најави краен пресек за вкупниот број на возила со специјални регистарски таблици. Очекувањата се вели да бидат 1500 до 2000 возила на ниво на држава. Најави дека денеска од страна на владината преслужба ќе биде објавен телефонски број и мејл адреса каде граѓаните ќе можат да пријавуваат потенцијални злоупотреби. Упати апел до сите државни институции да се обидат да ги рационализираат возилата кои што ги имаат, бидејќи како што рече, доста институции имаат повеќе возила од што им е потребно, како и дека многу од нив се нефункционални. Просечната активна транспарентност на министерствата на владата и на општините за 2025 година изнесува 80%, од максимално можни 100%, исто колку што изнесувала и минатата година, покажува редовното годишно рангирање на институциите според индексот на активна транспарентност што го објави Центарот за граѓански комуникации. Во рангирањето се вклучени 102 институции, односно владата и сите министерства и општини. Индексот покажува дека активната транспарентност на министерствата и владата е намалена во однос на лани и изнесува 84%, а лани била 86%. А од општините го задржале истото ниво на активна транспарентност како и лани, односно 79%. Дури 44% од опфатените институции ја влошиле својата активна транспарентност. Министерството за одбрана 5-та година поред ги задржа максималните 100% активна транспарентност, а резултатот од 100% годинава го освои новоформираното Министерство за дигитална трансформација. Кај општините за разлика од лани, кога дури 5 општини го делеа првото место, со 100% активна транспарентност годинава на ова место се задржаа само 2 – Кавадарци и Кичево. Се вели во соопштенијата од Центарот за граѓански комуникации. Најмалку информации и министерствата и општините објавуваат за финансиите. Министерствата 58%, а општините 59%. Конфликтот во Украина би можел да заврши за 2 до 3 месеци доколку Европа воведе секундарни тарифи за земјите што продолжуваат да купуваат руска нафта, изјави американскиот министер за финансии Скот Бесант. Гарантирам дека ако Европа воведе сериозни секундарни тарифи за купувачите на руската нафта, конфликтот ќе заврши за 60 до 90 дена, изјави Бесант за Reuters и Bloomberg. Тој истакна дека Соединетите американски држави сојузнички соработуваат со европските држави околу нови построги санкции насочени кон руските компании, како Роснефт и Лукойл. Американскиот претседател Доналд Трамп претходно нагласи дека е подготвен за сериозни санкции кон Москва, но само доколку сите членки на НАТО заеднички престанат да купуваат руски енергетски ресурси. Според него сегашните европски мерки не се доволно остри, бидејќи Русија и натаму профитира од извозот на нафта и газ. Истражителите на Обединетите нации утврдија дека Израел врши геноцид во Газа од октомври 2023 година со намера да ги уништи палестинците во областа. Заклучивме дека во Газа се случува геноцид и дека продолжува да се случува, а одговорноста е на државата Израел, изјави Нави Пилај, раководител на независната меѓународна комисија на Обединетите нации за истрага за состојбата на законот на окупираните палестински територии. Истражителите на Обединетите нации наведоа примери за да ја подкрепат нивната проценка дека станува збор за геноцид. Обемот на израелските убиства, блокадата на хуманитарната помош, присилното раселување и уништувањето на клиника за плодност. Конвенцијата на Обединетите нации за геноцид од 1948 година го дефинира геноцидот како злосторства извршени со намера целосно или делумно да се уништи национална, етничка, расна или религиозна група како таква. За едно дело да се смета за геноцид мора да се случи барем едно од 5 наведени дела. Комисијата на Обединетите нации открива дека Израел извршил 4 од нив. Убиство, предизвикување сериозни телесни или ментални повреди, намерно создавање услови за живот пресметани да доведат до целосно или делумно уништување на палестинците и наметнување мерки насочени кон спречување на раѓања. Тие како докази наведоа интервјуа со жртви, сведоци и лекари, потврдени јавно достапни документи и анализи на сателитски снимки, собрани од почетокот на војната пред 2 години.
Израел, кој ги негира обвинувањата, се соочува со обвиненија за извршување геноцид во Газа пред највисокиот суд во светот, Меѓународниот суд на правдата. Денес и утре времето ќе биде посвежо и ветровито, ќе дува умерен до засилен северен ветер, соопштуваат од управата за хидрометеоролошки работи. Во деновите потоа ќе преовладува сончево време со посвежи утра, а дневната температура ќе биде во постепен пораст.